Водата од Штипскиот водовод е безбедна за пиење. Ова го потврди анализите направени во Републичкиот центар за јавно здравје. Ние стабилизиравме состојбата, ја третиравме водата, ја проверуваме на секој 15 минути во соработка со хигиенски завод и еве денес констатиравме и добивме известување решение од хигиенски завод дека водата може да се користи за пиење. Водата значи во Штип е исправна и може да се пие. Сепак, дел од поплавените и одсечени села во Штипско се уште се без вода за пиење и пристапни патишта. Ова беше причина на нив вода и друг вид на помош да им се носи со специјални возила. Прехранбени продукти најосновни за нивни потреби, значи да не имат они потреба да доваѓат до најблиските места од каде може истите да ги снабдат. Имаме и едно болно лице, носиме и лекарства за него. Тоа е донација од градоначалникот Штип. Водата во поплавените подречја се повлекува, но ова, тврдат епидемиолозите, може да значи почеток на многу поголеми проблеми. Опасноста од појава на епидемии доправа следи. Во здравствено-воспитните установи потребно е да се појача хигиената. Локалната самоуправа е потребно, ако има улици кои што се уште има талок од поплавите, да ги измијат со притисок на вода. Понатаму населението е потребно да одржува хигиената, значи да пие безбедна вода, секојаш за пиење и за спремање на храна. Во меѓувреме, над 50 граѓани пријавиле штети на куќите и земјоделските површини како последица на поплавите. Најголеми штети има во Лакавичко, каде се заканува нова опасност. Заради испуштање на водата од Мантово, водостојот на Лакавица може пак да се зголеми. Од тие причини се апелира на внимателност. Ова особено важи за оние чии имот е во близина на реката.